Притиснахте рец, не? Притиснах, да сега е прекладно пише. Защо? И да захачи бува. Две минути трае емисията, па то добър е. Добре. И някога как си получи да подели? Денес става? Не, денес я и може да си направи. Денес става, утре може да. Имате буба на вас. Кажете ми кај ќе одите, завршува емисијата, не може да стасаме, мора ми кадар да нам. Нема тега. Седете тука, дайте ми. Ставате една. Како? Да, напред. И како сте, што е на стена? Та и да се отива с не, много е тежко. С мен не би не така да я ски поздрав. Това сте в себе. Не е така. Ajde, i dok ti pokažemo neki... Сориана... Марта. Съм извадила слики, посилите го бриша едната биля пола сата и после продължихме с емисията за изтражуването. Така? Само не знам, нищо не го прочитах това, не са професорите вчера. Ние направихме изтражуване, меѓутоа ја спомнам въобще не го спомням, че ситуацията на думите. Имахме тетата и царевки. Добре, аз ме прашам како проект и нещо шо, како и вие си ги споменете и си ги обяснувате паралелно со тоа како мислите ви кој дека треба. Некој нема труди се, не. Тоа живее истата на работите, рекол ви покажа, но нервозен, не камо, тука самата, а ја го така, да стави се. Сега слушам така, кога е писа. Ой, е така. Или вака, како здивости се тоа. Не валят на организација. По-близко ќе видите, вака која ще се гледам сега така. Од половина нема. Ево одиш подрајце после. Значи, вие сте член на Меѓународната асоциација на училишта за едукација и единство и мир, така? За представник за Македонија. Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, со Колосек односно со емисијата во живо. На наше се надевам и ваше огромно задоволство. Денес разговараме со госпоѓа Драгица Милошевска, председател на невладината организација Женска акција, исто така и национален координатор на Меѓународната асоциација на училишта за едукација, единство и мир. Добро дојдовте. Добро ви најдам, благодарам за поканата. По подолго време повторно сте гостника во Колосек, се надевам дека нашата соработка успешно како до сега, така и ќе продолжи и понатаму. Така е, најнапред би сакал, поради начинот на кој што функционира оваа емисија, да ги запознаеме нашите гледачи со Женска акција. Значи, лична карта накратко. Да, Женска акција постои веќе 11-12 години и се залага за напредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Република Македонија. Тоа е основното со што се занимаваме, наш фокус на интерес за децата, жените најнапред, децата, младите. Така,
Еве сега да ве прашам како национален координатор на Меѓународната асоциација за училишта за едукација, единство и мир, кои се плановите за нова? Па имаме многу планови, инаку идејата се роди недалечната, туку пред една година, пред година и малку повеќе, во декември 2009, кога јас бев во Лакно, тоа е старата престолнина на Индија, бев на една голема конференција и симпозиум. Таму бевме собрани од целиот свет, инаку конференцијата и симпозиумот беа под наслов Будење на планетарната свест, за да таа идеја, која беше на зароди 2009 година, оваа година мина на последниот глобален симпозиум и конференција, седмата поред, која ја отвори неговата светост Далај Лама, се формира оваа асоциација. Инаку јас сум избрана за национален координатор, назначена сум. И режијата има можност да го прикаже сертификатот кој го имам и таму го имаме и бордот. Така еве, нашата режија во моментот ги подготвува сите оние снимки кои што вие ги донесовте за прикажување, па во моментот кога ќе бидат подготвени, ќе ја замолам да ми даде информација за да може да се да ги информираме нашите гледачи во продолжение би сакам. Инаку партнери нели ќе ни бидат училиштата, фактички децата кои ќе творат и работат и ќе се залагаат за тоа се и основните принципи, нели, долгорочни цели на ЈАСЕК, тоа е скратеницата. Тоа се негување на светски граѓани кои ќе бидат активни борци за човекови права, активни борци за трансформација и која ќе обезбеди одржлив развој во светот, во светски рамки. Потоа, втората наша цел е да се направи светска мрежа на училишта кои ќе работат за мир и одржлив развој и потоа поддршка на сите оние иницијативи ќе се вклучи и Република Македонија, а се она што ќе се сработи кај нас ќе биде презентирано на 8-миот светски глобален симпозиум и светска конференција, што ќе се одржи од 10 до 14 декември 2010 година. Главната, значи, манифестација на која ќе се фокусираат активностите се 21 септември, Меѓународниот ден на мирот. Значи, тоа е главната манифестација. Меѓутоа ќе се одбележуваат и останатите, како што е, например, Светскиот ден на водата, Денот на планетата Земја, Меѓународниот ден на семејството, Светски ден на животна средина, Меѓународен ден на младите, потоа Денот на Обединетите нации, 24 октомври, Универзалниот ден на детето и 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права. Значи, ние, како Македонија, ќе се вклучиме заедно со останатиот дел од светот во сите тие активности кои ќе се организираат по повод овие големи денови што се заеднички за сите нас. Инаку постои навистина интерес. Најнапред јас ги контактирав училиштата со кои женска акција до сега во проектите имавме соработка. Сите беа како широм отворени, раце ја послушаа идејата и ќе ни се приклучат. Во тек е разгледување на целата објаснување на програмата и сите тие работи, а потоа ќе пристапиме кон подпишување на согласност за пристап на целокупната таа светска мрежа. Имаме веќе пријавени училишта и од Пробишти, имаме од Скопје, од... Така, значи оваа мрежа планирате да ја разширите широко цела Македонија, така? Да, јас би сакала да бидат опфатени основните и средните училишта и да биде отприлика опфатена сите делови од Македонија. Тоа би било добро. Така, имате ли визија како национален координатор како би изгледале сите овие проекти кои што ќе се одработуваат, ако може така да се каже, во заедница со останатиот дел од светот?
Мислам дека прекрасна идејата и дека многу е убаво што ќе постои размена на идеи, на мисли, на убави нешта, на нешта кон кои треба да се фокусираат младите и да се залагаат. Токму така, всушност тоа е и целта, како на женска акција, така претпоставувам ќе биде цел и на оваа асоциација, така да вредностите кои што полека се заборавени да се градат помеѓу младите. И сега да се навратиме на проектите кои што ги работи женска акција, одека со нас донесовте повеќе брошури кои што успешно женска акција ги одработи. Позади нас го гледаме постерот и нашите ценети гледачи имат можност во текот на целата оваа емисија, односно разговор да го видат како изгледа, значи стоп на трговија со луѓе, денес таа, утре можеби јас. Ајде најкратко прво за овој проект да проговориме, па за нешто подоцна и за сите оние останати проекти кои што женска акција заедно начело со вас и вашите соработници успешно ги одработи. Да, тоа е нов проект кој го работи веќе 2-3 месеци. Женска акција, денес таа, утре можеби јас, инаку тука се работи за... Ќе се фокусираме на ромската популација, нели? Наш фокус на интерес се најмладите од 5 до 8 деление. Сметаме дека е тоа најранлива група која треба да се подготви, макар да веќе гледаме дека и 10 годишни девојчиња и 12 годишни, 15 годишни се метнуваат во таа мрежа на трговија со луѓе. Реков девојчиња, меѓутоа нашиот фокус ќе бидат еднакви девојчињата и машките. Од каде се роди оваа идеја за овој проект? Да ви кажам искрено... Согледавте ли на терен потреба од тоа? Јас мислам дека така олако ја примавме она се што се случуваше во врска со трафикингот, со трговијата со луѓе, меѓутоа олако викам или несериозно ја свативме тежината и проблемот од причина што Македонија беше еден вид транзитна држава низ која се лиферуваше или поминува нели повеќе канали на трговци со белоробле, со како на македонски го кажам тоа, со жртви од Белорусија, од Русија, од Бугарија, Румунија и тогаш ние како да ги подзатваравме очите по таа појава. Меѓутоа сега веќе стана алармантно затоа што тука од Македонија се мобилизираат децата и се за потребите се пренесуваат и западните земји, меѓутоа и за злоупотреба тука кај нас. Па сведоци сме на многу такви нели. Така, во последно време сме на повеќе случаи за кој дознаа медиумите и ни ги пласираа информациите. Меѓутоа, онаа црна бројка, тоа е страшно нешто. Да, непозната, предпоставуваме дека наистина е многу алармантна ситуацијата и треба сите да дадеме свој придонес, затоа што тоа не може да го искорени ниту преку ноќ, мислам, не може ако институциите на власта, да речеме, ако немаат соработка и поддршка од сите, посебно од невладиниот сектор или, ќе кажам, од сите граѓани. Мора да работиме да се стопира тој тренд на пораст на мобилизација на нашите деца. Инаку проектот предвидува повеќе стази кои ќе ги изодиме. За сега направивме едно поголемо, пообемно истражување, потоа се сумираа резултатите и еве веќе при крај студијата што ја подготвија доктор професор Чонева Јувица и доктор Стојановски Нелко, почитуваните социолози, кои навистина се искусни и имат работено на оваа проблематика и предходно, и кои ни се приклучија во проектот. Инаку, целна група ни се младите децата од општина Газивала, тука се училиштата Наумовски Борчи, училиштето Дане Крапче и Миладиновци општината со училиштето
браќа Миладиновци. Имаме, наистина, тука наши партнери са, нели, Плимут, не смееме да го забораваме, дава голема поддршка. Инаку имаме поддршка и од локалните самоуправи на Илинден до Зибела и од градот Скопје посебно, кој наистина направи една прекрасна работа што во градот Скопје отвори НВО центар. Центар кој во помалите градчиња го имаше, а овде во градот Скопје не. И навистина многу работа што можеме Така меѓусебно како невладени за организации комуникација, за поголеми состаноци, за информации, информации, разменување. Колку месеци ќе трае овој проект? Предвидено е да трае 6 месеци. Значи истражувањето го направивме. Втората работа што ја форсирахме во овој период, затоа што децата беа на распуст, нели скоро цел јануари, беше тетате средбите. Посетивме 30 на семејства на оваа територија од Газибела и Илинде и навистина, како да кажем, мислам дека имаме некое погрешно чувство дека ромите го оживеат. И јас се слагам со тоа дека има роми навистина кои успеа да се издвојат, нели, да се интегрираат преку завршување на училишта, преку вработување, преку отварање на собствени бизниси. Знаеме дека навистина се тие добри, го имат бизнисот на чевли во Македонија, на текстил, поголемиот дел од таа бранша ја држат тие. Меѓутоа има огромна, нели, големина од семејствата кои едва преживуваат. Ние, кај што влеговме, од 30 семејства во 25 семејства, тоа беше по случајен избор, не беше тоа додиме во сиромашно семејство или вако тако, туку по случајен избор. Обично тие живеат во некои населбички, кај што нема ни водовод, ни канализација. Значи, од 30 семејства, околу 25 нема купатила. Живееа во една соба. Значи, таа соба им ние, како дневен престан, таа соба им е за бањење, таа соба им е за учење, децата тука, таа соба им е за спиење. Во едно семејство што влеговме, вика, ја учествував во конфликтот 2001, тоа се од тетата средбите, некои слики веќе ги гледаме. Инаку многу семејства беа исплашени, затоа што баш тоа се потребни со контролата и со ревидирање на списоците за социјална помош и беа многу исплашени да не им се скине социјалната помош, затоа што поголемиот дел од нив и двајцата во семејството, ниту мажот, ниту жената не работат, живеат од таа социјална помош или од она што ќе успее мажот да го собере или пластични шишиња, ако да не собере. Стар мебел, железо. Меѓутоа, тоа е толку малку, толку тешко се живее во тие семејства. Посетивме неколку семејства во кои поголемите деца завршиле 8 оделение, затоа што тогаш не постоеа оние субвенции од државата, помош, кај што им се дават стипендија на учениците, кај што им се дават книги, автобуски карти, и они ги нема запишано децата во средно училиште. Меѓутоа сега, кога сето тоа го имаат, помалите деца веќе се прва, втора година во средните училишта, и многу деца, например, во Газибела, тука кај што посетивме, доста семејства знаеа дека постои но и фондот за стипендирање на деца роми. Имаше некои што не знаат, меѓутоа повеќето знаеа, затоа што веќе тука и делува невладини организации и ги информира семејствата. Меѓутоа во Миладиновци скоро никој не знаеше дека државата, скоро никој верувам, затоа што едно семејство сретнавме каде што они имаат ќерка која учи во медицинско училиште и која зема стипендија. И ги информиравме децата, ги насочувавме да учат за да постигнат успех, нели, на 3,5, за да земат
за да земат стипендија, ако имат поголем успех, можат повисока, нели на првата, мислам, 1500-1800 денари, а ако имат уште подобар успех, тогаш околу 2500 стипендијата плюс автобуска карта. Јас ова го повторувам затоа што се надевам дека не пратат, не слушат и вашите репрезити ги гледаат. Сега е февруар месец, значи има можност да се поправи успехот, да се дојде до тој. Некој вели, тоа е недостижно 3,5 или 4,5, достижно е ако се работи систематски. И на кои се училиштата зборувавме и со директорите, и со професорите, имавме контакти, да се помогне на тие деца. Не зборувавме да им се поправи оцена. Никако, затоа што тоа дете треба да биде спремно, потоа оди во средно училиште. Мора да има подлога. Меѓутоа зборувавме за она начините, дека навистина има начини како да се помогне, за да се стимулира детето, за да му се помогне, затоа што на 90% нивните родители се нешколовани, не можат да им пружат помош. Многу деца се жалеа дека математика се друго и да се обидам, можеби можам да научам, меѓутоа математика никако. Па така зборувавме и најдовме начин наши активисти како да помогнат, нели, спремањето, да ги спремат математика. Ако зборам трафикинг и математика, ја мислам дека има голема подударност и голема тука потреба за да ние, ако сакаме да им помогнеме да не бидат вовлечени во тој јазол, нели, за продавање, тогаш треба да им помогнеме први да се извлечат од она социјална беда, да нивниот степен на образование се зголеми, за да можат, нели, некако да бидат еднакви граѓани, еднакви инклюзирани во општеството, да можат да се вклопат. Така, господи Драјца, тука за жал ќе треба да го приближиме нашиот разговор. 15 па и повеќе минути предвидени за истиот полека измина. За жал, вашите проекти се неброени. Зачудува фактот со тоа што вие секогаш однапред ги согледувате нештата кои што се случуваат и за наша среќа, за среќа на општество, директно влијаете таму на местото каде што е потребно тоа и навистина резултатите се очигледни. Ви благодарам пред се затоа што сте хумана личност, вие и вашите соработници помагате секаде онаму каде што е тоа потребно и поради тоа што одвоивте време и бевте гостин кај Колосе. Така, а ние почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со Колосе. Останете со нас. Одлично. Без бурбости, можемо да зачитаме. Ето, пако, гостина треба да збори. Добро, Митко, хвала што ми така ќе ги бавам сите знаме големи проблеми. И после ќе не можем 2-3 месеци ќе ги дам опсет. Митко, да се да не слика. Ај, сликај неколку